Добар ден, јас сум Василка Карталова и ова е моето хоби. Добро дојдовте во светот на автограмите. Се започна 2019-2020 година, кога започна и ковид пандемијата. Тогаш многу личности забележав дека испраќаат автограми и јас реков зашто да не пробам и почнав да испраќам мејлови. Многу не одговорија, меѓутоа со текот на времето како што минеше, тоа се месеци во прашање за да се добие, да се собере на колекција на автограми. И еве го тој процес трае и ден денес. Така дојде неочекувано, меѓутоа е едно многу интересно хоби и би предложила, поради тоа што во Македонија многу не се занимаваат со ова хоби, би препорачала да пробате, бидејќи навистина е интересно. Верувајте, кога ќе стигне автограмот во вашето сандаче, ќе бидете пресреќни. Моите први автограми ги добив сосема неочекувано. Испратив имејл до фудбалскиот клуб Ница од Франција. И по некои 2-3 недели во моето поштенско сандаче стигнаа 3 автограми од нивните 3 фудбалери, можеби едни од најпознатите. Еве ги, овие се моите 3 први, а можеби и едни од мои најомилени. Искрено ги немам избројано, меѓутоа мислам дека имам повеќе од 250. Тешко е да се одвои мојот најомилен автограм, меѓутоа со сигурност оној кој што сум го добила на најинтересен начин представува овој, каде што не го добив само автограмот, туку добив лично дрес од скијачот кој ми го даде автограмот. Имено кога бев во Банско на светски куп во скиење, бидејќи с мене скиењето ми е омилен спорт и се занимавам со истото, кога му побарав слика и автограм на скијачот, тој го извади дресот со кој што настапуваше од својот ранец и ми го потпише и ми го даде. И ова ќе остане можеби еден од најнезабораните спомени кои што некогаш ги имам искусено досега и ето е поврзан со моето хоби. Процесот е едноставен, меѓутоа бара многу време. Прво ја барате имејл поштата на личностот која што сакате автограм, пишувате порака и испраќате. Толку е едноставно, меѓутоа не очекувајте да добиете автограм од сите личности на кои што ќе им пратите имејл. Потоа чекате 2 до 3 недели и кога очекувате во вашето поштенско сандаче автограм доколку таа личност го испратила.